ова е година, значи, на водолиите, и они од секогаш се биле неконвенционални, чудни, ама сега треба да бидат автентични. Значи, таа нивна трансформација, значи, треба да бидат автентични. И токму тоа ќе стане најголемата предност. И за рибите, мора да научат дека не мора секогаш некого да спасуваат. Да прави дела за да бидеш вреден или да се чувствуваш вреден да му помогнеш на некој. 2026 секогаш треба да се научат да се изберат себе си, да не се жртвуват за другите. За Овен те учи дека не мораш секогаш прв да трчаш. Понекогаш најголемата победа е да застанеш и да видиш кој трча по тебе. Тоа се однесува за Овенот. Бидејќи во Сатурн ќе влезе во Овен, Нептун ќе влезе во Овен и тука ќе има обојување на сите овнови. Бик, годината кога конечно сфаќаш дека сигурноста не е во тоа што го држиш, туку во тоа што знаеш дека можеш да пуштиш.